нормално секојдневно се среќаваме со нели разни предизвици, додворување и сето тоа, веќе имаме развиена вештина на одбивање, а при тоа пример па и да не го повредиш. Што пример порано не било случај. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа имам чувство дека ние, не дека се оправдам, него пејачките дури од самото тоа што секојдневно се нели изложени на додворувања, дури ние веќе многу повеќе одбиваме. Значи дури ни дома веќе не. Ама ги одбиваме, значи кај нас се развиен тој одбрбен механизам. И ние сме постојано во кафана, постојано во ресторан, каде што гледаме разни типови, значи ги проценуваме карактерите, дури станаме психолози. Нели? И не може ти кога знаеш дека тој како се понаша во кафана, например, зашто да почнеш врска со некој кога го знаеш каков, нели? Ти го не се сваќаме погрешно. Не, воопшто не те сваќам. Него, општиме сега. И за разлика например друго е ти да го сретнеш некој кога е например како тебе, водител или како во некоја институција, да речеме некој што работи во катастар, тој е многу фин, машносен, културен, се меѓутоа да те видам кај си тама. Кога ќе напиш 3-4 раке, 5, па да те видам што човек си тогаш, нели? Кога сме ке мажите веќе, еве. Какви мажите привлекуваат? Какви мажи ме привлекуваат? Види, црномањести мажи, пред се, нели? Ако зборуваме еве за физику, црномањести. Нормално да биде, не ниски како, јас сум корпулентна жена и нели не сакам да се изгуби од мене. Да биде така нормално висок. Дали ќе биде дебел слаб, не сакам ни премногу слаб, не сакам ни премногу дебел, не е пресилно да биде некој мускулес или не знам како, да биде пристоен. И да уме, што да уме? Водители или пејачи? Не мора да биде ни водител ни пејач. Браво да биде катастар. Чекај, тој кога не дојде ке мене, па да го видам каков е, нели, на свирка. Значи каков е. Често пати вака ме прашували, не знам точно да кажам каков, например, маж како би можел мене да ме освои. Веројатно да биде карактер, значи збор да му држи вода. И ти си од тие што веа дека карактерот е поважен. Не дека е поважен, важен е и физикусот и убавината, меѓутоа кога веќе сум го скенирала, и дека како убава личност може да помине кај мене, нели, шармантен или згоден, не е битно. Второ, доаѓа карактерот. Карактерот, значи да му... Тоа е второ. Не може грд човек, не можеш ни да ти се доближи, нели? Значи не сакаш ни да разговараш толку многу или ќе разговараш на теми за сонцето, за времето, за политиката, за облаците, нема да дојдеш до тема кој што, нели, веројатно. Јас така мислам. Но, после тоа е карактерот. Значи да му држи зборот, да му држи вода. Значи тоа што ќе се каже, да го исполни, затоа што има луѓе кои што многу зборуваат, но ништо од тоа не го прават. Така да ја почесто не ги слушам луѓето и мажите што зборуваат, него ги гледам што прават. Интересно. Да. Интересно. А дали може, например, влие неговата економска ситуација? Па види, значи, добро те разбирам. Економската ситуација и влие и не влие. Значи јас не сакам мрзливи луѓе. Значи кога видам дека некој мрзлив и не заработува и се жали само на општеството, се жали дека он не може да дојде до пара, а во овој свет каде што има, нели, свет на милион опции на дигитализација и на све, значи ако не може едно, ќе може друго, ако не може од лево, ќе пробаш од десно, ако не можеш од горе, од долу, значи ќе најдеш начин, ама нели, ако си способен, некоја пара мора да излезе, не може да нема. Значи само такви луѓе не сакам. Тогаш не сакам ни да е убав, не ми значи ништо, нели. А сакам да е вреден. Значи може да е вреден, а да нема пари, ама чекај, вреден, ако е вреден, мора да има пари, како? Ќе си дојдат. Ако не може на оваа сделка, како што кажав, значи, ако не е на оваа сделка, ќе дојдат пари на втората сделка, на втората понуда, се труди. Трудолюбив е, значи сега може да нема пари, ама што правиме ако му опали, па после тоа добие 1.000.000 евра, значи тоа... Ама не, значи ете, работи на проекти, овој проект ќе земе помалку, другиот ќе земе... Да е трудолюбив, затоа што само трудолюбив и остварен човек може да биде и добар партнер.
Не може да биде добар партнер некој што виси само на Facebook и анализира Ирена кука. Спасовска, па ќе види какви е, па какви е репчето, па какви е козата. Ова си е напумпала устата, ќе види Алила ова. Тоа, чекај, аба види се ти каков си. Висиш на Facebook, кога ќе го видиш на сликата, тој нема четврка зад, значи, кој ќе се насмее катастрофа, нели, не исчешла, значи, неизмиен делува, ниту пак некој дрес-код на облекување има, без разлика кај да работи, нели не знам, или некоја жена која што навистина е во некои пристојни години па се осудила нешто да коментира, а истата таа, например, седи дома и само коментира, ништо не прави, значи. Но дури некогаш немаат ни слика тие што Немаат, ама и прите што и да има, значи јас се какви се викам тие луѓе кои што плукаат по луѓе, по истрнометници, по глумци, по водители, а при тоа не ги знаат, значи, истите луѓе. Дали сум јас квалитетна како особа или не, дека ми е мене реперал нешто ќе кажат, мислам, таман работа мене баш ми е гајле што кој што ги коментира. Не можеш да спиеш. Да, од такви. Не можам да спием од тие, нели, баш ми е гајле. Меѓутоа, јас секогаш оставам на времето и секогаш тие што се неостварени, нели, најчесто и можеби немаат пари. И тоа ги прави, како се вика, да бидат изреволтирани. Меѓутоа и за тоа има начин, треба малку да си усмириш егото, суетата, затоа што мислам дека кога тие се такви со јавно да плукаат, тогаш какви се во ситуации кога нели ние не ги гледаме, тоа што тие не се прифатени едноставно во општеството. Кој сака да работи со такви луѓе? Или ако некого, например, дека јас сум баш малку па и јазикот ми е врзан, точно дека некогаш и кажувам, изборам и све, може би. Не, јазикот врзан, да. Одврзан ми е, да. Ама јас ето тоа морам да го поддржам со аргументи, да го аргументирам. Не само празно да зборам, така? Да. Значи, што сум постигнала, што сум направила, што ова, што тоа. Имам јас доста за зборење за мене да кажам дека јас не морам, него можам да кажам за некоја работа дека тоа не е добро или е добро сад. И тоа од другата страна како го прифати, тоа не е моја, јас сум важно кажала. Добро, сега да не биде дека мене нешто ме интересира, али колку е важен сексот во една врска? Вау, на тоа што не те интересираше ти Да ти помашка, да. Лелелеле. Значи во врска или во брак? И во двете. И во двете. И па тоа е сосема различно спрема мене, бидејќи кога сме во една врска, нели сите кога се договараме за некој состанок, и се договараме во 9 часот до 12. Ние немаме време, нели, да збориме за лошите работи, него збориме само за убавите работи и сакаме да се представиме во што поубаво светло кон партнерот. И нормално дека таа средба завршува еуфорично и со, нели, водење љубов. И тука е се добро, додека нели двете особи не стапат во брак. Тогаш нема? Не дека нема, тогаш напротив треба да има и дека е многу битно да има и во врска и во брак, значи нормално дека е многу битно. Но јас сега да те прашам тебе нешто, Трајче. Кажи сега ти, например, овие 3-4 дена имаш многу работа, нели? Стануваш со бајле, 8 сатот. Па не знам, одиш од една работа на друга работа, на трета работа, се прибираш, сега со подкастов можеби ќе дојдеш дома во 10 сатот вечерта. И сега тебе, например, ќе ти се нафрли твојата женска, например, ќе рече, ајде сега трај 4 парти. И ти ќе речеш, хоп, знаеш, можеш. Но добро сега. Ама сега 3 парти, ајде ќе ги направиш. Ама и утре, и задутре, и предутре, значи цело време така. И ти што како ќе се почувствуваш? Нема ли да речеш сега дека јас, например, сакам да ти кажам, дека нема ли да се почувствуваш како ти, како една. Не се јаде секој ден граб, тоа сакам. Не сакав тоа да го кажам. Него ти нема ли да се почувствуваш како секс машина? Дали ти е потребно? Не. Нема ли да ти биде потребно, например, да те праша таа особа, Трајче дојде, како си помина, ти, ама не е добро. Тоа е ама чекај, ја правиме споредба. Или ќе ти рече, дали Трајче ти сакаш супа, па ти си денес многу изморен, па ајде да ти ги ставам нозете, не мора улегенче, ама да ти ги измасирам, па нешто да се опуштиш вамо тамо, па сексот да дојде како последица на доброто сочувство и емпатија и да биде, нели, онака. Па така па со сите нишани. Така, да. Не знам тоа дали не.
И па нормално вие мажите, нели, прво сакате на таа работа. Значи, зашто сексот е битен, меѓутоа треба да се создадат и поволни услови. Ако една жена цел, еве сега пошто го кажавме примерот со мажите, сега го кажеме примерот и со жените. Да. Ако една жена исто така е уморна, станала са бајла, нели, на работа, дошла во 4, па се фатила да прави ручек. Успутно, например, има деца 2, па еден бара ова, еден бара тоа, па отишла на пазар, па ги ставила кесите на еден прст, на втор, на трет, на 5, на 10, и значи, нели треба мажот да дојде и да и рече жена, дали јас треба нешто да ти помогнам. Ја не ја товарам толку многу со Па тоа. тоа е добро, затоа и ќе имаш и добар секс. А Значи, има влие. мажи, па влие нормално ако жената е Ако измрцварена Ирена преку каже цел некој ден. совет. Значи ако е жената измрцварена цел ден Како се? и на крајот, значи кога ќе дојде до тоа, таа се осеќа многу изманипулирана, затоа што и искористена, заради тоа што каде бил тој маж во текот на денот да и помогне во На однос работа бил. Да, на работа бил, па и жената била, значи затоа треба да се подолат врските од текот на домот, така? И каде е, значи, посветеноста, каде е одговорноста, каде е пријателството, затоа што ти некога кога сакаш, мораш да ги имаш и овие работи, да бидеш широк, да ја разбереш. Е, кога сето тоа фино лепо нели ќе се продели во текот на денот, но дека таа жена ќе биде расположена да води љубов. Доколку не е, значи, ова поделено, тешко која жена дека ќе може сите работи да ги... Дали жените фейкаат, например? Дали фейкаат? Да, Па дали фейкаат, веројатно глумат, фейкаат заради тоа што може би не сака да... Па заради тоа настанува и фейкањето, заради тоа што не сака да ја повратат машката гордост, а не се воопшто пуштени, нити одморени и сетото им доаѓа превише. А мажот е секогаш за, како што каже, и ти преска, да, но ти немаш можеби некои такви обврски во текот на денот кои што тебе добро ќе те изморат. Ма не е тоа, јас мислам дека имам јас, ама различни се околностите, па мислам сигурно, не знам. Не се различни. Може би различно размислуваат мажите и жените. Па добро, меѓутоа секој размислува добро со ако е подобро и повеќе може да се даде во тоа доколку е испочитуван, како кажав, значи у смисло на да биде разбран што му е потребно во текот на денот, значи што помош треба да му се пружи за да се поделат врските и да биде на крај, значи да заврши со среќен крај, како да кажам. Знаеш како, многу ми е мило што си многу искрена и отворена на оваа тема. Никогаш не сум те видел да зборуваш толку искрено на оваа тема. Чекай, Па ставам сакам пак да те малку. потпрашам уште Чекай некои малку прашања, така? Што мислиш на Убаво чајче со Стварно? симет и јаболка, така? Да, Одлично. имаме што ти се допаѓа. Не знам дали ме разбра што ти Те зборувам. разбрав јас во целосно, што мислиш? Не може, например? значи уморен маж исто не може да се даде колку не можеш едноставно. Уморен маж нема- Зашто те прашав ја? Ајде сега некои 3-4 парти, не може ти секој ден така, за така треба да лежиш на плажа и двајцата да лежиме и тоа. Значи врските, значи начинот на живот не ти го дозволува тоа доколку убаво не се, значи работите не се подредат. Секако Уморен што маж не треба. може 3 партии. Ама Ама уморна са- жена не може ни една партија. Не, може, ама не сака. Може, ама не сака. Еви и тука ќе ти одговорам. Заради тоа што не е испочитувана во текот на денот и не сака, значи јас лично, еве, ако не ме испочитува, ништо не давам. Ништо не давам. Затоа што, биде. па да, и секој ќе се сложи со мене. Затоа што никоја жена не сака да биде, значи, така третирана. Така. Значи, треба да и се каже убав збор, треба да и се даде едно мало внимание, значи широчина во душата да има, дали со убав збор, дали со убаво некој мало подароче, дали со не знам како да кажам. Не може сега да излеземе на пример, еве сум имала и такви случаи, излегуваме во ресторан и секој да си ја плати својата сметка. Така? Зарем и тоа го има. Па го има, како не. Но јас сум раскинала врска ради тие глупости. Значи, секој својата сметка, значи, бараш љубов, бараш да ти бидам верна, све бараш, а кога ќе дојде, например, да се плати едно кафе, бараш јас да платам по пола, така? Не дека јас немам пари, имам многу повеќе. И сум почестувала и све. Но зошто? Значи, ти едноставно не си способен. А си платила, например, некоја Сум платила. сметка? О, да, онака? да, сум платила На и машко? сметка. Па нормално, капо и сметка и ја и не дозволувам. Значи, сепак да има и тука некој реципроцитет. Ама са, нели, машко маш, нели, треба да те... Ако тука потврли, Последниот пат кога ако бевме јас тука и ти на кафе, потврли, ти частеше. па ете, гледаш, Пам-там. па нормално да. Пам-там, Ама сега се зошто да сетив. не?
Ама јас тогаш, значи, не сакам, мене не ми е до парите, него до начинот, до гестот кој што некој чека од тебе да платиш пола сметка или чека, например, да плати и после тоа очекува ја да му ги вратам парите. Тоа е срамота. Па срамота е, затоа и сум го оставила. Затоа и сум го оставила. Добро. Последниот. И што да кажам сега? Апропо оваа твоја теза. Човек треба да биде широк. Значи широк со комплименти, широк со сочувство, со емпатија, широк со давање пари, зашто не е доволна само љубовта. Љубовта е база, нели? Но тука има многу пропратни работи кои што треба љубовта да ја чуваат, да бидат оклоп на љубовта. Ако некој потврли со тие работи, нема ни љубов, нема ни водење љубов, па како сакаш на речка. Добра, а како тогаш би коментирала, например, на секс за една ноќ? Што мислат жените околу? Па види, Кога дојде секс за една ноќ, ако знаеме дека сега ти што го кажа, дека мажот треба да ги исполни сите овие работи за да... Па затоа доаѓа, затоа што на крај, например, се доаѓа до разни фрустрации, дали тука доаѓаме малку и до темата и до неверство, така? Да. И не е задоволен ни тој, не е ни тај. И затоа после можеби прават одредени излети од бракот, бидејќи нема разговор во тој брак и не може едниот на другиот да си помогнат со тој отворен разговор и затоа бараат утеха веројатно во други личности кои што можеби не ги познаваат. Па не ги познава. Сигурно дека ги познаваат, него Мислиш нема такви што не знаат ни како се викаат, например? Не знам тоа, стварно не сум запознаена за тоа, ама многу знам дека имаат врски надвор од бракот и бракот како институција го користат само за... Познаш? Па да. Да, познам многу, а тие се па најгласни кога јас, например, се... Еве, ја раскинав, мојата врска не е битна. Значи, има бракови кои што бракот како институција воопшто не постои, него тоа е само колку за одржавање на оние семејни, нели, работи за децата, а да речем убавите работи и прават со други луѓе надвор. И тоа не е во ред. Значи, јас тоа не го оправдувам, бидејќи сметам дека кога човек ќе влезе во некоја врска, дали е тоа брак или нели заедничко живење, треба да се посвети на партнерот, а не на другите мажи или жени надвор. Ти се случува на тебе некоја таква екскурзија? Или во твоја врска може? Екскурзија до водно. Ме прашуваш за екскурзија. Се шалам. Не. Па не, јас навистина како живеам.